Да се зборува за психологијата на боите е исто како да се зборува за емоциите. Боите се јазик на кој може да се изразат емоции, задоволство, среќа, немир, позитивна и негативна енергија. Боите се вкоренети лични искуства во нашето детство, чија символика се обидуваат да ја разоткријат и психологијата и науката. Францускиот импресионистички сликар Клод Моне сметал дека светот на бои се негова секојдневна обсесија, негова радост, но и негова мака. Ако на уметникот не му е лесно да ја доволни суптилноста на секоја комбинација од тонови и бои, уште потешко е да се дефинира како секоја боја влијае на луѓето и нивното однесување. Проучувањето на боите некои луѓе го гледаат и како псевдонаука и не е дека не се во право. Боите имаат врска со личниот вкус и искуствата, па дури и културолошките разлики. Постојат многу студии кои објаснуваат како луѓето реагираат на одредени бои и кои бои се најпопуларни. Боите го стимулираат нашиот мозок на многу различни начини. Во минатото, египтјаните и кинезите го поврзувале ефектот на боите со идејата за оздравување, поттикнување на одредени состојби на свеста и емоциите. Например, црвената боја за египтјаните била одраз на животот, земјата, победата и бесот на непријателски настроените богови. Боите, во суштина, се многу повеќе од оптички феномен и секоја боја има свое значење. Секоја боја има специфично влијание врз нашиот мозок, па поради тоа психологијата на боите денес е основен и суштински алат во неуромаркетингот. Разбирањето како потрошувачот реагира на одредена боја може да придонесе до поголема продажба на производите кои се рекламираат. Познатиот Ван Гог намерно избирал одредени тонови со кои ја изразувал својата емоционална состојба, секогаш оставајќи живописни нијанси на жолто и сино, како би ги обликувал своите полиња и ѕвездините ноќи. Секоја боја има свое значење и символика и влијанието на секоја боја зависи од нашите искуства. За сината боја, например, докажано е дека го сузбива апетитот кај луѓето, црвената боја ја забрзува работата на срцето, потоа создава чувство на итност, опасност или непосредност и така натаму. Драги мои, доколку ви се допаѓаат вакви слични теми на кои зборувам од мој агол, ве поканувам да го заследите мојот канал. За вас е тоа само еден бесплатен клик, а мене вашата поддршка многу ќе ми значи. Довидување до моето следно видео и ви посакувам се најдобро.